краток, но силен земјотрес утрово во 4 часот и 35 минути е почувствуван во Охрид и регионот. Според првичните информации, земјотресот бил со магнитуда од 3,8 степени, на длабочина од 10 км, со епицентар на 9 км североисточно од Охрид, покрај во Охрид. Земјотресот го почувствуваа и жителите на околните населени места, како и во пограничните подрачја на соседна Албанија. Владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука објави дека за учебната 2025-2026 година ќе распределат вкупно 1570 стипендии за учениците што се запишуваат во дуалните паралелки, најголем број досега во историјата на оваа образовна програма. Овие стипендии се дел од конкретни мерки за поддршка на дуалното образование, кое комбинира теоретско учење во училиштата и практично стекнување на вештини директно од компаниите. Владата нагласува дека преку оваа програма се овозможува полесен и побрз пристап до вработување по завршување на средното стручно образование. Според информациите, програмата е во соработка со над 550 компании, кои ќе ги примат учениците на практична обука. Таа ја зголемува конкурентноста на учениците на пазарот на трудот, како и нивната можност за продолжување на студии или вработување кај истите компании каде што реализирале пракса. Со оваа мерка, владата се стреми да го унапреди квалитетот на стручното образование и да обезбеди практични и релевантни наставни програми, кои ќе создадат подготвени и способни кадри за потребите на домашната економија. По 65 часа агресија од страна на ционистичкиот режим, загинаа 224 жени, мажи и деца, соопшти портпаролот на Иранското министерство за здравство, Хосейн Керманпур. Тој истакна дека повеќе од 90% од жртвите се цивили. Нападот на Израел започна во петокот наутро и беше насочен кон ирански воени и нуклеарни објекти. Израелската страна тврди дека целта била да се спречи Исламската република да развива нуклеарно оружје. Во одговор, Иран изврши масовен противнапад со стотици ракети и дронови насочени кон израелска територија. Овој судир предизвика меѓународна загриженост за можноста од поширок конфликт на Блискиот Исток. Светските сили повикаа на воздржаност и прекин на насилствата, додека ситуацијата останува тензична и нестабилна. Хуманитарните организации предупредуваат на можен раст на цивилни жртви доколку конфликтот продолжи. Амбасадорот на САД во Израел, Мајк Хакаби, објави дека амбасадата и конзулатот на САД во Израел ќе останат затворени денеска од безбедносни причини. Наредбата за засолниште останува на сила. Според него, имало помала штета во близина на филијалата на амбасадата во Тел Авив поради детонации на ирански ракети, но нема повредени американски лица. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган денеска телефонски разговараше со американскиот председател Доналд Трамп, повикувајќи на итна акција за да се спречи проширување на конфликтот меѓу Израел и Иран. Тој ја поздрави изјавата на Трамп за мирно решавање на ситуацијата и предупреди дека постои ризик од катастрофа што може да го запали целиот регион. Во соопштението од кабинетот на Ердоган се наведува дека ова бил втор разговор на двајцата лидери во последните 24 часа. Ердоган истакнал дека насилството, поттикнато од израелските напади врз Иран, доведе до сериозна економска и цивилна штета од обете страни и дека е неопходно итно запирање на ескалацијата. Турскиот лидер исто така изразил подготвеност Турција да преземе медиаторска улога во конфликтот. Тој му порачал на Трамп дека е подготвен да посредува во мировен дијалог меѓу двете страни. Овој предлог доаѓа по изјавата на рускиот председател Владимир Путин, кој исто така понуди посредување, што укажува на растечка меѓународна грижа за ситуацијата на Блискиот Исток.